Господине Джафери, почитуван министер, знаете, ако сакам да разговарам нешто за прилеп, ќе ви се обратам вас на господинот Стеван Анджија. Ако сакам за Гостивар да разговарам, ќе разговарам со господинот Джафери. Ако сакам за собрание, за процедури повторно со него, ќе зборам со колешката Иванова, со колегата Мисовски и така натаму. Значи, според темата која што ја знаат луѓето, ги бираме за разговор. Јас за прилеп не можам да правам муабет со човек што не е од прилеп, например. Нити па на некоја суштинска тема. И од тој аспект малце е чудна оваа дебата кога ние со вас зборуваме за инфраструктура и патишта. Вие врска немате од тоа? Немате ништо изградено? Што се разбирате вие у патишта? 3 години тука наглава ни се качувате за тие клучки во патот Кичево Охрид, во ред. Пред 3 години дојдовте на власт? Да. Видовте дека во проектот нема клучки? Да. Колку клучки се? 7, 9, колку беа? Океј. 3 години шо правите? Ги направивте ли клучките? Една клучка има ли направено таму? За 3 години. За 3 години една клучка да направивте, па да ве слушаме тука. Што ни го тормозите времето? Шо сте вие професор на градежен факултет? Министар сте за транспорт, треба да реализирате, да менаџирате. 3 години... Ве мола, ве почитувам како човек без крај. Сте ми биле вонредно добар колега, тука сме се разбирале, сакам така да продолжим. 3 години ни рипате тука на глава, ни зборувате за клучките. А да една направите. Колку години ви требаат за една клучка да направите? 30? И уште имате храброст да испаѓате на говорница да зборувате за клучките? И за тие клучки колку пари имате предвидено? Дополнително 186 милиони? Или трасата? Кај е изместена трасата? Кажете една позиција во 1 километар или 2 километри кај што изместивте трасата и не се гради по планираното, туку се гради по друго. Нигде. По истата траса градите. И во истиот тунел се отвори тунелот. Истите мостови ги градите. Значи, 1 метар немате изместено од трасата, за да ги покриете трошоците кои што ги прикажувате вишок од 186 милиони. А 3 години тука и нас, и на граѓаните, и на жителите на Охрид, и на Кичево, и на Струга, ни го тормозите времето, а ниф и безбедноста во сообраќајот, кажувајќи за клучките, за кои што ваш 3 години ви треба да диагностицирате дека недостасува. Чекајте бе луѓе. За 3 години се градат брзи пруги по 500 километри во некои нормални држави. Вие една клучка не направивте, а имате храброст да зборувате. Срамота. Срамота. Господинот Деспотовски сега влезе во салата, ќе се подсетам една прекрасна дискусија имаше пред неколку месеци. Ајде да направиме статистика колку сообраќајки има на тој пат. Ја знаете безбедноста во делот кај Подмолја? Ја знаете безбедноста во делот кај Арбиново, кај Издеглаве како функционира? Знаете дека има дупки од по метро, 2 метра од страните без никакво одбележување? Колку пати има излетано коли тука? Сакате и таква статистика? Зошто да слушаме 3 години не кажувате за клучките? Па направите една клучка. Во 3 години не можевте една клучка да направите. Тоа е едно. Во очи на локалните избори во Велес иде владина делегација, висока, и одат во село Сливник. Тоа беше реален проблем. Луѓето имаат проблем со патот. Земјан пат беше тампониран еднаш, 2 пати, преправен, правен и така натака. И високата владина делегација во петок пред избори, инаку за такви случаи, господин Сугаревски, има полно во судот ВМРО-вци што одговараат дека тоа е изборен подкуп. Ама вас ви е дозволено да одите како влада и таму да се пазарите за гласови. Да. Одат во село Сливник, кандидат за градоначалник, пратеникот, веројатно од Велес, пратеникот од Чашка, луѓе од владата, министри, да не спомнувам имења, и ветуваат пат. Океј, супер, дај Боже да се направи. Почнале да го прават и сега контактираат луѓето со мене, од таму, беа срекни во еден момент дека еве почнало да се прави патот за Сливник. И си викаат, фала Богу, се најде некој да го прави патот. Ама, слушајте, колеги, наместо да го тампонирате со тампон, сте го тампонирале со земја што сте откопуеле до колината. тука. И сега не може асфалт да залепи.
Сте пробали еднаш, два пати да асфалтирате, пука. И нема да се асфалтира. А тоа што сте им ветиле на луѓето, не се. Зашо друго да зборам, господин Сугаревски? Секој ден си одите за Прилеп. Секој втор ден си одите за Прилеп. Секој трет ден си одите за Прилеп. Да. Склучен договор и почната изведба за изградба на експресен пат, точно од градско до низ Дреновска клисура до спојот горе. 3 години сте министар за транспорт и врски од Прилеп. И сега, пак ќе речем, јас вас лично, како човек, ве почитувам премногу. Но не можам да разберам, после 3 години министерување во тоа министерство, вие да излезете на говорница и уште да теоретизирате што проблеми имало во патот низ Дреновска клисура. Вие сте 3 години министер, требало да ги решите проблемите. Ама мимо вас, господин Сугаре, тропнал некој кај шпанците и им рекол: дечки, сакате да градите вие во Македонија? Сакаме. Джавте куравте, карате, 10% као претходниот закон, или више. Шпанците кажале кај требало да кажат, пријавено е по амбасади тоа, кажале, филјан луѓе ни бараат рекет за да градиме во Македонија. И си отидоа луѓето. Шо направивте од која си отидоа? Сега ќе излезе господин Сугаревски на говорница и ќе ни теоретизира. Физибилити студија, движењето на воздухот, циркулацијата на ветерот, па стрмките во реката, во Дреновска клисура, рисот ќе го штитиме горе што е на Карпите, има споменици од Втора светска војна, тука бугарите пругата што ја правеа, па таа треба да ја заштитиме низ Дреновска клисура, ама нема да одговори на едно клучно прашање. Што направи господин Сугаревски за тој пат 3 години? До се требаше да завршиш. Така? Не ти, твојата влада. Требаше да заврши. Че господин Сугаревски, треба да престанете да теоретизирате. И вие лично, и како влада. Доста теорија. Доста теорија. Во инфраструктура само за една работа ќе ви признам. Ама таа работа Струмичанец ја води. Изградба на патарини. Или струмичаниве за наплата прва лига се. Они знаат да наплатуваат. Си изгради човекот на готов автопат, што друга власт го направила, си изгради на редица патарини. Данг, 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 данг. Да не му текне човек Гевгелија дојде. Да не му текне Гевгелија дојде. Уште колку патарини изградивте? Шеф Струмичанец ли е на патарините? На новите патарини? И за Штип 2. Пред Свети Николи и после Свети Николи. И таму Струмичани ќе бидат шефови на наплата. Срамота, Сугаревски. Автопат не сте направиле, патарини градите. И теоретизирате. Мене не ми смета. Јас знаев дека ништо нема да направите. Јас со вас сум зборил кога станавте министер. Ја ви реков што си се нафатил за ова министерство. Јас знаев дека ништо нема да направите. Дојдовте до тоа дередже, не знам, земја човек да земе со земја да се посипе, со пердови да се налепи, промоција во влада, пресконференција во живо, портали, медиуми, промоција на проект, ќе градиме автопат 2 километри. Бар да отидевте на лице место камен темелник да удревте да видиме кај се тие 2 километри. Да не погодуем. Вие во влада промовирате 2 километри, дека ќе градите. Значи теорија, господин Сугаревски. Немојте да излезете да ми објаснувате за клучките. Дај, направите една. Немој да ми објаснуваш за шпанциве. Луѓето избегаа од рекет. Немој да ми објаснуваш за патариниве. За Сливник, за што сакаш ќе зборим. Ако сакаш, господине Сугаре, вие не бевте кандидат за пратен. Ама, Сугаревски, да, се извинам. Еве програмата, еве читам. Сте ветиле дека ќе изградите автопат од Велес преку Бабуна за Прилеп, Битола, Меджитлија. Кај ви е тоа? Бар идеен проект направивте ли во овие 3 години? Еднаш сте си ја прочитале ли вашата собствена програма? Еве и тоа последно прашање. Дали бар идеен проект направивте за автопат Велес, Бабуна, Прилеп, Битола, Меджитлија? Кој што до сега имено требаше да биде готов, пошто го ветивте. Црни срамотилоци. Теорија, одете професори, бидете на градежен факултет на архитектонски, зборете таму, теоретизирайте, тргнете се од позиција кај што треба да се гради и кај што треба да се работи. Не бе било.
арилык